Ги оставивме таму, ама душата ни ми е спокојна. И мене. Ама не е само тоа. Јас не те разбирам. Понекогаш на вистина не те разбирам. Може би јас не знам да ти кажам. Рече нема возбуда. Вечерва имаше доволно возбуда. Не ти ја кажав маката за да ме напаѓаш. Види, сега да излезат волци и да не бркаат, дали ќе биде повозбудливо за тебе, а? Немој, Алпер. Немој, Алпер, немој. И што да прави Алпер? Најдобро јас да измислам една временска машина, да се вратиме во средношколските денови. Ако треба таму и да останеме, а? Може, да. Може би тоа го сакам. Барем тогаш нема да се караме, ќе останеме само другари. А ти сакаш да останеме другари? Кажи. Види, не ми се допаѓаат овие неизвестности. А ако сакаш да раскинеме, само кажи. Добро. Ако сакам да раскинеме, ќе ти кажам. Се чувствувам многу очајно. Каму да можам да ти најдам чаре? Ајде сега, лека ви ноќ, имајте убави сништа. Ајде Господа ти даде мирен сон, исто и тебе. Благодарам што дојде. Рацете да ти се позлатат. На здравје. Пак да ни дојдеш. Те чекам. Ти само кажи, јас секоја вечер ќе доаѓам, значи понекогаш ќе доаѓам. Не се, мамо, ајде, ти влези внатре, сега ќе дојдам. Добро. Нехер, да не сгрешив нешто. Не си добар во таа игра. Да, точно е. Толку си далеко од технологијата што не можеш сам да се снаоѓаш во телефонот. Да не беше ти сам, нема да можев, и тоа е точно. И многу пушташ звуци кога јадеш. Навистина? Да. Ама и покрај тоа, ти си многу добар човек. Колку долго трае вашата љубовна врска? Дојдеш што поскоро да ја запросиш, мајка ми. Сериозна си? Значи, се согласуваш? Види, ако имаш било какви прешалници во главата... Нема. Побрзо среди ја таа работа. Вред? Сега, ајде, гитла дома, ајде! Што ќе правиме со овој? Јас ќе средам. Бату, ајде стани. Ајде стани. Земи, ќерко, ајде, покри го детето. Не се глупирај, мамо, тука ли ќе спија? Сношти изгледа спиел на плажа, затоа е малку изморен. Зошто спиел на плажа, луд ли е? Не знам зошто, ама сигурно сум дека е луд. Нека спие тука. Дојди, ќерко, ајде ние да влеземе внатре. Добра ноќ. Добра ноќ, ќерко. Добра ноќ. Трите топки се многу важни во билијард. Каков билијард беше? Остави веќе, покри се, ајде. Видел? Дали си? Не сум јас. Ајде, покри се. Што ти е?
Што ти е на раката? Многу беше убаво. Вечерва, семейна атмосфера, топло јадење. Многу беше убаво. Многу беше убаво. Во ред, ајде, ама ќе паднеш, подприја главата. Види, тука има перница. Јас веќе паднав. Пред тебе паднав. Да не сме во сон? Главата ќе ја скршиш. Ајде, немој да ме мачиш, бату. Крени ги и нозете. Чекај, чекај, чекај. Ти уште си тука? Си реков, може би ќе дојде. Ти ли ги донесе моите лекови? Не дојде. И нема да дојде. Се додека си ти тука, тој нема да дојде. Не го чекај залудно. Ќе оди, ќе спие во шумата со таа девојка. Ако сакаш да го чекаш, оди чекај го на друго место. Не. Да, не те оставам сама. Кој знае, може после ќе кажеш, ме остави само во таква ситуација и си ми да биде непријател со мене. Ќе кажеш, ме остави болна. Не. Ти легни. Јас тука ќе го чекам појраз. Хазиран? 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 Хазиран, знам дека ме слушаш, одговори ми. Хазиран? Хазиран, тебе ти зборувам, дали ме слушаш? Каде одиш? Каде? Аман, пушти ме. Цел ден ми велиш да си одам. Ете сега си одам. Што сакаш уште? Не те пуштам да си одиш. Твоја играчка ли сум јас? Ке кажеш дојди, доаѓам, ке кажеш оди си одам. Што правиш појраз? Хазиран, но ке ти се случи нешто, не оди во ова време. Ке одам јас кога сакам, ке останам јас кога сакам. Ти нема да одлучуваш за тоа, во ред? Велам, ке ти се случи нешто, ме слушаш ли? Многу ти е гајле за мене, нели? Што друго може да ми се случи освен тебе? Ти секој ден ме тераш да плачам, секој ден ме растажуваш. Доста веќе ми здодеа појраз. Хазиран, те молам. Што те молам, бе? Што те молам? Кажи ми. Не ми се мешај. Немој да ме следиш, не доаѓај по мене, во ред? Не се однесувај како да ти значам нешто. Не ме убедувај дека ме сакаш, затоа што и ти мене ме измами. Ме убеди дека ме сакаш, ама доста веќе, во ред, доста. Хазиран, не те пуштам во Што ова ќе време. направиш, а? Хазиран. Чекај. Пушти ме. Чекај малку, чекај. Пушти ме. Тргни се, не ме допирај, во ред, тргни се, не те сакам. Хазиран, да ти Реков, не сакам појраз. Уште ова ми фалеше. Дојди, Појраз, дојди. пушти ме, ти велам, пушти ме, не сакам, во ред, тргни се. Не ме допирај, во ред, не ме допирај. Хазиран, те молам, дојди. Пушти ме, појраз, пушти Дојди. ме. Дојди. Пушти ме, не сакам. Смири се. Појраз, пушти ме, ке одам, во ред, пушти ме. Хазиран, застани. Појраз, ке ме пуштиш? Те молам, ке седнеш? Нема да седнам, појраз. Хазиран, да те исчистиме раната, ајде. Нема потреба. Хазиран, како не треба, гледај. Појраз, реков, добро ми е, во ред, нема потреба. Барем да ја исчистиме, инаку ќе се инфицира.
потече раката, лошо ќе биде ако се инфицира. Чекај. Многу ли те боли? Добро, ќе помине. Сега да ја затвориме со газа. Не, во рете, не сакам, нема потреба во ред. Хазиран, те молам. Појраз, не сакам во рете. Секој пат си ветувам, секој пат си велам нема веќе да одам по него, нема да бидам покрај него, си велам, ама не можам да си го одржам ветувањето. Велам еднаш дојде, еднаш тој да дојде кај мене, ама не, зошто? Како? Зошто? Погледни во каква состојба се ставив, зошто Појраз, зошто? Зошто? Хазиран, ништо не ти фали. Види, после ќе зборуваме за тоа. Те молам прво да го средиме ова. Да не бе во ваква состојба, ти немаше да попуштиш, Појраз. Само кога сум во ваква бедна состојба и сум за жалење, ти тогаш ми подаваш рака. Какво жалење, Хазиран, што зборуваш? Тогаш зошто? Се извинувам. Немој. Пак ќе го направиш истото. Хазиран. 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 Хазиран, јас навистина многу се извинувам. Навистина. Многу ми студи. Ти студи? Дојди легни овде, ајде. Нема да се разболиш поради мене, не го сакам тоа. Сите ме гледаат и се смешкаат, да не си најдам маш. Мајкино, тебе или мене ме гледаат? Тоа не ми е јасно. Јас мислам дека во мене го гледаат феноменот на идната звезда. Тоа да ви биде јасно, внимавајте на постапките. Здраво! Од сега не ќе можеме да одиме по улица, дали сум јасен? Тоа е цената на славата, душо моја. Нема што да се прави околу тоа. Ѓорке, види, мене не ме гледаат, ами тебе не те гледаат, жал ми е. Сигурно не ме гледаат мене. Ке дознаеме. Извини, младо момче. Може да прашам нешто? Дали предмалку ме гледавте мене, харизматичниот човек, или ова убава дама? Дамаџана човекот. Дамаџана човекот? Што? Да, бато, твоето видео со пиење вода стана хит на интернет. Добро, а јас? Вас не ве познавам, мислам. Добро, сега ми текна. Ти си баткото од видеото на Дамаџана човекот. Батко, нели? Бато, може да се сликаме, а? Може. Сега вака. Да ве замолам, може да не сликаш? Јас да ве сликам. Дај собери се малку. Да, не се смеј така како смотан. А не се смеј, рацете ми се тресат. Дојди свикај ги, ајде, дојди, нервите ми попуштиже ми, Господ. Душо, ако ме нема во следните 24 часа, веднаш јави се во погребалното, бидејќи не можам веќе да поднесам оваа културна ерозија. Ево ред, насмете се малку. 1, 2, 3. Добро е?
Добро е, Бато, многу ти благодарам, Бато, со задоволство те следам, знаеш. Море, сега станав славен? Да, сега си славен. Како прво хрчиш како да стружат балван и тоа да го знаеш, може ќе ти помогне тоа во животот, а? Тука ли сме спиеле ноќеска? Одлично е, супер сум, гени сум, јас гени сум. Стани, ајде. Повелете, дами, добро утро. Бату, ти ли го подготви појадокот? Јас, Бату, и моето его, што туку го подготвивме заедно. Како изгледа? Добро утро. Добро утро. Мама, прв тој нека јаде. Сигурно има ставано отров во ова. Прво тој нека јаде. Можно е кујната да не можете да ја средите во следните 3 дена, ама јас мислам дека трпезата не изгледа лошо. Што велите? Дури и јајца ви испржив тука. Што велите, Идилович? Ајде. Ајде седнете, бе, ќе умрам од глад. Ајде, се спиели толку долго, бе, луѓе. Седни веќе, ајде. Ова Идил цело време блада во сон, го знаете ли тоа? Тебе ти зборувам, тебе не. Што? Тебе ти зборам, бе, најдобра другарка, велам девојкава само пцуе во сон, жими Господ ти кажувам. Глупости зборува, што не? Клевети цело Зашто време. зборуваш глупости? Што јас? А ти хрчиш ненормално. Цела ноќ не престана. Што има за појадок? Зейнеп, што се случи? А што може да се случи? Се скаравме со Латиф. Се смирија овие? Гледај, Бату ни подготвил појадок. Ние ли сме тие овие? Прво ти пробај од тоа. Сигурно има ставено отров некаков. Сигурно има ставано отров во ова. Имаме исто мислење, душа. Што правите, бе? Еве, ворет, јадам. Сите ќе ве убијам, вратот ќе ви го пресечам. Само јадете, во сите има отров. Смешно дете. О, сите доаѓаат по мирисот, малото е полно за лудаци. Зошто се скарав татко ми? Вообичаената јас, вообичаениот тој. Бату, Ќе дојдете со нас до станицата. Ке дојдеш со мене, нели? Мило ми е. Сите се загрижени тебе. Што се случи?
појраз, сине, брзо дојдите, молам. Зорба е многу болен. Избегал како тебе, за да не го најдеме. Осетил дека е болен и избегал од дома, за да умре сам на некое далечно место, без да му нанесе болка некому. Осетило животното. Момците го нашле покрај патот кон шумата. Лежел под некое дрво, ја чекал смртта. Сега Фатих ќе го оперира. Штом ќе ја добиеш пораката, веднаш дојди, сине. Збогувај се со кучето. Зорба? Бато Фатих, каде е Зорба? Чекам да делува анестезијата и потоа ќе го оперирам. Што му е, бато? Што му е на Зорба? Не е во добра состојба. Ќе направам се што можам, не грижи се, ама треба да бидеш подготвен на се. Тој е многу стар. Бато Фатих, те молам да се спаси. Помогни, те молам. Види како те молам. Само ти смири се и чекајте овде. Сине, и тој исчезна од како замина ти. Си реков, сигурно дојде кај тебе. Реков, тој не може без појраз. Барем тој да е до него, да му прави друштво. Требаше да го најдам, да му најде вчаре на неговата мака. Изгледате многу изморени. Да ви донесам нешто за јадење. Не сакам ништо од тебе. И ништо не очекувам во ред. Ако сакаш ке ти кажам и дека не те мразам, ама немој веќе да се појавиш пред мене. Врати се тамо од каде што дојде. Оди си. Како ти кажеш, сине? Господја Ајтен, мене ке ми раскажете. Видете, не можам да ве разберам, ама сакам да ве разберам. Ве слушнав кога зборувавте со тетка Алија, има нешто друго знам. Сакам да ја знам вистината. За појраз. Ја донесов на рачката. Тато, Ќе ви кажам подоцна. Добро, благодарам. каде е? Каде е сега Бату? Идил, пред Што? станица сме прво намали го Што тонот. му направи на Бату, тато? Јас ништо не му направив. Внатре дава изјава како осумничен. Осумничен за што? Каква изјава? Навистина не разбирам. Идил, може прво да се смириш, Кирко? Слушај ме добро. Случајот на појраз не бил несреќа. Било со намера. Бидејќи автомобилот бил украден, го најдоа сопственикот на автомобилот. Бил украден претходната вечер. Поради тоа сега ќе земат изјава од Бату. Што ти направи тоа дете? Мене ништо не ми направи. Ама можно е да му направил нешто на појраз. И тебе може да ти направи нешто. Зошто не го разбираш тоа? Тато, да не полуде ти? Навистина да не полуде. Не ми се верува. Велиш обид за убиство, како можеш така да го обвиниш, тато? Не разбирам, навистина не разбирам. Не ми се верува. Пуштете го Бату. Бату, дојди ваму. Дојди ваму. Толку ли е лесно да се обвини невин човек? Нема така. Го земав, го пуштив, го дадов, го оставив. Нема така. Освен тоа, лути се колку сакаш, тато. Јас него го сакам. Ќе бидеме заедно со него. Добро би било да се навикнеш на тоа. Уште зборува како се да знае. Мој роден татко да не те сака. Не е важно, и тие си ја вршат нивната должност, знаеш. Не се работи така, не се работи. Земи го, дај го, пушти го кога ќе ти текне. Што е тоа? За се си има ред. Сите излегува од контрола. Ти добар ли си? Ти си добра. Што? Ти си добра. Тоа е проблемот. Веќе ми е здодевно од муабетот кој е добар, а кој е лош. Тоа сме што сме, нели е та? Зошто се трудиме да се дефинираме? Навистина ми здодеа. Тогаш не е важно. Јас не се поправам.
Не вреди за мене, на вистина. Да не настрадаш ти. Да не се шегуваш, а? Да не си ненормален? Во ред, и јас не сум многу нормална, ама барем кога ќе донесам одлука, тогаш се трудам да стојам зад мојата одлука. Се бранам. Јас не сум доверлив. Ние сме различни по природа. Ке разбереш со тек на време. Многу си убава. Остани чиста. Ти добар ли си, сине? Каде беше? Што јадеше? Што пиеше? Тој ми е единствениот пријател. Само Зорба остана на кој можем да му верувам. Само тој не ме изневери и не ме излажа. Не можам и него да го изгубам. Прости ми, сине. Јас го направив неголемото зло. Веќе не е важно. Се случи нешто? Прво Зорба да оздрави, после ќе зборуваме. Бото фатих? Да си ми жив. Појраз треба да зборуваме. Што ти е на раката? Многу беше убаво. Ѓоркен, па, добро дедушо, добро, ти си славен, добро. Ти си славен, ете, зошто претеруваш толку? Јас сум виновен за тоа што народот ме засака и што ме прифати. Што сум јас виновен за тоа, кажи би. Ако не е дојден мајсторот, значи ќе имаш проблеми со мене, Седик. Добро, сигурно средил се. Ѓорген, апа веќе... И дојде крајот на твојата слава од 15 минути. Ги затворив сите профили на социјални мрежи. Среќен си сега? Може би луѓето се импресионирани од мојата природност, Ѓорген, не можеш да се лутиш за тоа. Значи ништо не е средено. Тој уште не ни почнал.
Што е? Опа, види, мајсторот тука ги оставил сите алати и отишол на друго место. Во реде, сега ќе дојде. Чекај, ќе му се јавам сега, не грижи се, чекај. Еве. Джабе ли ги направивме тие ланчиња? Денес сите ќе ги наредев на витрината. Морам да заработам пари, дали ме разбираш, Ѓоркем? Те разбирам, Кукло, да, секако те разбирам. Не ми се верува. Како е можно дамаджана човек да е пославен од мене? Навистина не можам да разберам. Дамаджана човекот е дамаджана. Веќе немам верба во оваа држава. Сите треба да бидат подготвени за нов одлив на мозоци. Дојди, ајде, дојди. Добро. Дојди, тука сме, ајде. Дојдов, брате, како е? Добре, како е кај тебе? Добре, кај мене. Нели е тој? Ајде. Со лесно нека е. Добар ден. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Здраво. Здраво. Што? Кој? Што? Добро, да. Бејазит, извини, некни те видовме на улица, но јас не успеав да те поздравам и затоа прости ми многу, Бејазит. Не е проблем, Садик, не се грижи. Изгледа Дуќанов е ваш, така? Да, Со среќа. ви благодарам. Благодарам. Морам да ви кажам, ништо нема да биде од овој Дуќан, така да знаете. А зошто? Кога ми кажаа за кирирата што ја плаќате, не ми се веруваше, ова не вреди толку. Ви измамиле. Штета, да знаев да ми кажеше Садик, ќе ви помогнев некако, ама... Хајде, Бејазит, сега, значи, Бирџика е наша сестра, значи да не зборуваме на тој начин, Бејазит, те молам. Јас кажувам како што е Садик, не кажав ништо лошо. Да ја познавав госпогицата ќе кажав, немојте да го изнајмувате овој Дуќан, значи тука е се скршено и уништено. Треба да се руши, има многу работа. Ти остави го сега тоа. И кажи дали ќе можеш да го средиш, инаку ќе најдеме некој друг. Секако веднаш да ви кажам, ако најдете подобар од мене, викнете го веднаш нека почне. Види, јас се предомисли во ред, ајде ти со твојата ароганција, ајде пријатно. Госпогице, нема потреба да ме напаѓате. Садик се јави пред малку, рече имам работа со боја и гипс, изгледа бил поплавен и кровот ќе го средиме и тие работи ќе ги средиме. Само ми требаат 3-4 дена, тоа е се. 3-4 дена? Нема 3-4 дена. Како 3-4 дена? Не ти давам ни еден ден. Како еден ден? Јас ни секунда не ти давам во ред. Ајде, може ти додеш од мојот дуќан. Излези од мојот дуќан, ајде. Смири се. Ајде. Ајде, излагај. Добро, морам скалава да Нема се скали. Ајде, излагај. Бејазит, Ќе ајде. ги тргнете ли рацете? Добро. Бато, каков е овој однос, бе? Добро, после ќе ги земеме скалите, нели? Добро, ама каков е овој однос, бе? Срамота, бе, срамота. Види го уште зборува. Ајде, добро, не работам, Смири се, ајде, да ајде. одиме. Ајде, чао. Немој, Чао. не може. Во Не, ред тој бил е. најдобар. Не знам што, безобразен. Безобразен е, ама е згодно дете. Стави го во излог и гледај го. Ѓоркем, што зборуваш? Каква врска има на излог? Боже, Не Боже. знам, но во твоите очи ја гледам љубовта на омразата. Најмногу ја сакам неа. Каква врска има? Нема никаква врска. Те немаше. Каде беше цел ден? Треба да те однесам на едно место. Што правиме тука? Сакав да ти покажам нешто. Ама има многу работа во дуќанот. Во ред, јас после ќе ти помогнам, Мелиса. Види, нема да се вратат старите денови. Значи оваа гимназија, овие скали, тогашната возбуда, ќе го нема тоа чувство од почеток да се доживуваат тие работи. Веќе пораснавме. Дури уште ќе растеме. Ама ние не можеме да живееме со духот на минатото, Мелиса. Знам. Се извинувам, Алпер. Се извинувам. Види вака, и јас ги немам тие стари чувства. Кога имавме такви луди љубовни времиња, нашата неспособност да се исповедаме еден на друг, времињата кога срцето силно ни чукаше.
да ни се потат дланките кога ќе се сретнеме. Ги нема, во право си. Останаа во минатото. Ама, јас и ти сме сега како другари. Значи, ние не сме како љубовници, навистина, како другари сме. Алпер, што сакаш да кажеш ти? Може би треба да останеме другари. Затоа што вистинската љубов е може би да се биде вечни другари. Во ред, може би нашите срца не чукаат силно како порано. Може би дланките не ни се потат. Ама може би на крајот на денот само сакаш да бидеш со некој со кој што добро се согласуваш. Да се биде другари за секогаш. Да се издржи заедничкиот живот. Ете, да седиш еден до друг, што знам. Ако велиш јас сакам возбуда, ако велиш сакам срцето силно да ми чука, за тоа треба само една искра. Алпер? Дали ќе ми бидеш другарка за секогаш? Ќе сакаш ли повремено да ти биде досадно со мене? Дали ќе го направиш Алпер најсреќниот човек на свет? Мелиса? Ќе се омажиш за мене? Да. Многу те сакам. Те сакам. Те сакам. Зорба, дојди. Да не ме плашиш веќе така, во ред? Да знаев дека си болен, зарем би те оставил овде. Мислеше дека те напуштив, нели? Јас никогаш нема да те напуштам, никогаш. Ама те оставив мислејќи дека си на безбедно место, дека ќе ти биде подобро овде. Затоа не те зедов со мене. Ама од сега секогаш ќе бидеме заедно, Зорба. Нели е опасно да си овде? Имав нешто важно овде, не го дојдов да го земам. Ти дали си спремен да зборуваме? Се зачудив. Понекогаш не знаеш колку време ја останало на твојата сакана. Што ако ти е последна средба? Ако ја гледаш за последен пат, а ти не знаеш. Точно. Може би последен пат ќе ја погледнеш во очи, ама нема да знаеш. После ова што ќе ти го кажам, ќе се кај не си ја сослушал толку време. Ама ете, човек понекогаш не е свесен колку доцни за некои работи. Дојди да седнеме овде.
Никој не заминува без причина, Појрас. Никој не го напушта домот току така. И мајка ти имала причина. Таа сакала да те штити. Мајка ти додека живеела во Истанбул, значи, кога била многу млада, имала љубовник. На почетокот биле многу среќни, ама после се открило вистинското лице на човекот. Се викал Синан, неодговорен гад и голем нечесник. Мајка ти на почетокот мислела дека може да го поправи. Значи, повеќето жени ја прават истата грешка. После било тешко, ама на крај го напуштила. Поточно избегала. Тука, на овој остров. Мајка ми, твојата мајка ја запознала со татко ти. Мајка ти се засолнила кај него, нашла мир и спокој кај татко ти. Била многу среќна, ама стравот од Синан да не се појави така ненадејно никогаш не ја оставил мајка ти на мир. Затоа сакала да те заштити од Истанбул и од него. Од тоа време е твојот страв од Истанбул. Мама, зошто никогаш не одиме во Истанбул? Тука ни е добро, сине. Истанбул е лошото. Таму ќе не повредат и мене и тебе. Ние секогаш тука ќе живееме, до крај ќе останеме на овој остров. Те молам, не ми го споменува Истанбул, во ред? Договорено? Но толку можела да се крие мајка ти. Ти кога си имал 7 години, кога се било во најдобар ред, тој човек се појавил пред неа, ете во тој миг мајка ти требала да донесе одлука, или тебе ќе те даде на него, или себе си. Тука ни е добро, сине. Истанбул е лошо место. А зошто? Бидејќи Појрас, татко бил тој човек. Што зборуваш, Хазиран? Појрас, мајка ти кога дошла на островот била бремена. Не кажала на никого. Ниту на татко ти. Се срамела. Мислела дека човекот нема да ја најде овде. Сакала да го избрише минатото и да има среќен живот со вас овде. Ама ете човекот ја нашол. Криела дека е мажена, дека има дете. Затоа што да му кажела, тој ќе се посомневал дека ти си неговото дете и се плашела да не најдеме и тебе. Мајка ти избрала самата да се жртвува. Не те напуштила тебе. Не дека сакала, била приморана да оди. После тоа, кога си отишол во Истанбул и кога си ја нарекол мамо пред него, човекот почнал да се сомнева. Прашал дали е детето мое. Едвај го убедила мајка ти. Му кажала за нејзиниот брак на островот, рекла не го сакам детето, го напуштив маж ми и дојдов кај тебе, така го убедила. Само за да те заштити. За да не растеш со лош татко. Појрас, тој човек и го упропастил животот на мајка ти и биле потребни многу години за да се спаси од него. Направила и грешки, ама казната ја платила со твоето отсуство.
Потоа тој човек се разболел, лежал неподвижен. На тој начин мајка ти се спасила од него. Токму кога дошла на островот полна со надеж да се сретне со тебе, овој пат тетка Али направила проблем. Не прифаќам. Тој е мој внук, син на мојот син. Јас го израснав, со своји раце го израснав. Ти немаш никакво право на него. Тој е син на мојот син. Ти ме лажеш. Тој е мој внук. Се и кажала на баба ти. Ја раскажала целата вистина, ама тетка Алија не сакала да верува во тоа. Се лажела себе си и избрала да верува во лага. Сакала да те задржи како незин роден внук. Мајка ти ја избркала од овде. Нема веќе да стапнеш на овој остров, бидејќи не постоиш. Ние те заборавивме и онака тебе никогаш те немаше. Дали знаеш колку страдаше мојот внук поради тебе? Ниту сака да те види, ниту сака да го слушне твоето име, бидејќи тој те мрази. Ти не си негова мајка, јас сум негова мајка, јас сум негова мајка. После тоа баба ти се разболела. Била во кома. Значи тоа било причината што била во кома. Мајка ти или ке ставила крај на нејзиниот живот, или ке почнела одново. Таа сакала да почне од почеток. Повторно добила надеж за живот. Сама жена, од нула, се мачела. Се мачела да ти остави тебе некоја заштеда. Ама се испаднало подобро и поголемо отколку што очекувала. Сама го измислила името на брендот "Покопнежот по тебе". Лодо, силен ветер каков што има овде. Се можеш да ми кажеш, Хазира. Не мораше се да биде вака. Никој немаше толку да страда. Појраз, животот на некои луѓе е таков. Полн со несреќи. Има преференции, добри преференции, лоши преференции. Причини, жртвуваност, кајања многу. Мајка ти, баба ти. Хазира, не. Не, јас не сакам да верувам во тоа. Не можам да верувам. Многу е тешко за мене. Не е толку лесно, значи тргни на страна се тогаш и татко ми живеел со таа лага. Отиде човекот, значи почина. Како можам да ја простам на жената? Појраз, јас ти кажав и претходно. Јас си верував. Јас видов во нејзините очи. Останатото зависи од тебе. Јас... Не. Нема потреба да кажеш нешто. И онака не знам што да кажам. Секогаш многу те сакав. Ти... Татко ми... Тој човек... Навистина не знам што да кажам.
Не знам што да раскажам. Можеш ли да го видиш во моите очи? Ти низ што се си поминала? А ти што се си претрпел? Како го издржа сето тоа? Ти како издржа? Не можев на друг начин, сине, не можев. Немав сила, немав памет, не можев да избегам. Не можев да го надминам стравот, не можев да се соочам, не можев да ја кажам вистината, потоа изгубив. Изгубив се. Тебе, семејството, себе, животот, се. Потоа се создадов игралиште за себе во светот на креацијата. Боже, многу заработував. Ама знаеш што, сине? Јас сум најголемиот губитник на овој свет. Не зборувај така. Ворет. Си направила грешки. Си направила добри работи. Денес сме тука, еве, на некој начин сме тука. И со успесите, и со неуспесите. Јас не знам. Не знам, навистина. Не знам. Секоја вечер се молев да имам прилика да ти го кажам ова. Го чекав овој ден. Сега знаеш целата вистина, сине. Можам слободно да умрем. А ти можеш да ме мразиш колку сакаш. Мајка ти е ваква. И јас не би сакала да сум ваква, ема ете таква сум. Ворет. Ворет, не плачи. Не плачи, јас што да кажам? Не знам. Баба ти е во право. Точно е во тоа што верува. И да не е точно, точно е. Татко ти не е тој човек. Татко ти е тој кого знаеш како татко. Така да знаеш. Така живе и така прифати. А мене фрли ме в ѓубре. Не зборувај така, чекај. Само да молчиме, Ворет. Да молчиме. Само да молчиме. Мамо? Сине. 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 Каде е Бату? Ја чисти соба број 7. Зошто? Така се смирувал. Во ред. Бату? Што е, зошто дојде? Тргни ги ракавиците, стави го џогарот на страна. Захна да е? Ти го направи ова? Не. Бату, ти го направи ова. Го стави мојата ташна. И сега не гираш. Нели ние донесовме одлука пред станицата таму? Ние не донесовме одлука, ти донесе одлука. Ама јас не прифаќам. Јас не сум чиста. И ако се валкаме, заедно да се валкаме. Не ветувај нешто што нема да го исполниш. Ти ли го направи ова?
Да. Чекай. Што е ова? Бату, што е ова? Убава си. Остани чиста. Бату, Реков, не ветувај нешто што нема да го исполниш. Бату, што е ова? Трага од што? Личи на трага од безбедносен појас. Ти го удри, Појрас. Ти го удри. Ти го удри, Појрас. Ти го удри, Појрас. Јас многу е должам на Хазиран. Да не беше таа, немаше да можам да го прегрнам син ми. Како можам да и се одолжам, не знам. Немој да и се лутиш, Појрас. Јас ке се извинам. И да ми се лути и да ме избрка, не може да издржи. Ке ми прости. Да видиме. Нема светло. Хазиран, внатре си? Кажам во хотелот, ама треба да е дома. Појрас. Никој не е спричина, Појрас. Некогаш немаш друг избор. Двајцата многу се истрошивме, ама најмногу ме погоди тоа што не ми веруваше. Начинот на кој ме гледаше во очи и се сомневаше. Некои работи мислев никогаш нема да завршат, дури да раскинеме. Например, нашата љубов. Мислев нема да заврши. Но ти ме оддалечи од себе, дури во твоите најтешки денови избега од мене. Сега те разбирам, ама понекогаш човек на вистина сака да избега од се. Разбери ме и ти мене. Или немој да ме разбираш. Јас одам, Појрас. С Богом. Појрас, што се случило? Хазиран. Овој пат навистина заминала.